Општините Кочани, Чешиново, Облешево и Пробиштип беа заеднички носители на одбележувањето на 110 годишнината од смртта на председателот на Крушевската република Никола Карев. Градоначалниците на трите општини, нивни колеги од Македонска Каменица и Крушево, како и потомци на Карев, ученици и граѓани, најпрвин го посетија спомен обележјето во близина на селото Тракање, каде положија свежо цвеќе. Потоа се одржа голем народен собир на местноста Свиланово кај селото Рајчани, каде во 1905 година херојски загинал Карев. На свеченоста по повод јубилеот за животот и делото на македонскиот револуционер и учител говореше крушевчанецот Кочо Тупузовски. Меѓу бројните македонци кои ги положиле своите животи, обележувајќи ги монументалните почетоци за остварувањето на многовековниот сон на безброј македонски генерации, создавање на своја самостојна држава, Никола Карев зазел едно од највисоките места на пиедесталот на националното паметење. Тој е корифеот на Крушевското единденско востание и осмислувачот и реализаторот на првата македонска народна востаничка власт. На собирот кај Свиланово присуствуваа и блиски роднини на Карев, кои рекоа дека се горди на неговото херојско дело. Некои од нив за прв пат дојдоа да го видат местото каде што Крушевскиот војвода го положил животот за татковината. Ми се оствари желбата да дојдеме тука кај што е загинат председател на Крушевската република Никола Карев и тоа се благодаруваме. Да. Но во 73 години прв пат идам, одушевен сум од овај народ, од ова чисто македонски народ, што ќе остане за век, за памтење, да бидеме среќни и здрави. Во чест на Карев, секцијата географски видик од основното училиште Никола Карев од Кочани и членови на планинарското спортско друштво Осогово пешија минаа релацијата од Кочани до Свиланово и назад. Во соработка со планинарското спортско друштво Осогово имавме една интересна планинарска тура, која што во светот на планинарењето не е некој голем предизвик, меѓутоа предизвик е местото каде што треба да се стигне конечната цел, а тоа е баш ова место во близина на селото Рајчани, каде што нашиот патрон, како што рековме, загинал пред 110 години. Градоначалниците на Кочани, Пробиштип и Чешиново, Облешево најавија дека заедно подготвуваат проект за изградба на спомен парк во чест на Никола Карев. Наша идеја е да дадеме едно поголемо значење на еден од најголемите борци за независна Македонија, односно да во периодот што следува направиме едно спомен обележје како што доликува за првиот председател на Крушевската република, кој што има загинато предаден во овие простори во местноста викана Свиланово, која што е на тромењето помеѓу општините Пробиштип, Чешиново, Облешево и Кочани. Идејата, рече Тоневски, е во иднина местото каде што загинал Карев заедно со спомен обележјето да прерасне во излетничко и туристичко место. Во рамки на одбележувањето на јубилеот, собирот продолжи во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, каде за гостите беше организиран празничен ручек.